Во последните години сведочиме на повеќе случаи кои отвораат темата за ефикасноста и заштитата на природата во Македонија, од изградба и планирање на хидроелектрани во чувствителни речни екосистеми преку уништување на шумски подрачја до инфраструктурни зафати во и околу заштитени подрачја. Овие примери повторно го наметнуваат прашањето дали постојат законски системи на вистина што ја штитат природата или се остава простор за сериозни интервенции со долгорочни последици. Токму за состојбата со заштитата на природата, потребата од нов закон за природа, утрово разговараме во продолжение со нашата гостинка Ана Чоловик-Лешовска, биолог и основач на Екосвест со повеќе од 20 годишно искуство во областа на заштитата на животната средина, со бројни национални и меѓународни проекти, автори на повеќе стручни публикации. Оно што сакам да го истакнам за кредибилитетот на нашата денешна гостинка е дека во 2019 година стана меѓународно призната со добивањето на престижната награда Goldman Environment Prize, која често се нарекува и Зелена Нобелова награда. Господјо Лешовска, ви благодарам што ја прифативте поканата и што ова утро сте овдека заедно со нас. Ќе разговараме за една многу важна тема која што практично секој ден зборуваме и во медиумите, но после изгледа како да многу малку на вистина не ние, него генерално како општество прави. Добре дојдовте пред се. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Со оглед на долгогодишното искуство што го имате и анализите што ги правите, што е главната причина поради која Македонија денес има итна потреба од нов закон за природа? Законот за природа кој беше донесен во 2004 година, 2004, нели, самото тоа кажува за себе, потоа претрпе некои си 15-тина, ако не и повеќе измени. Тоа значи дека кога веќе еден закон толку често има потреба да се менува, тоа значи дека веќе треба да се размисли за нов закон или нов текст. Освен тоа, сега во современото живење и сите оние трендови кои ги гледаме и во регионот, но и во европските држави, гледаме дека малку каскаме зад нив, од аспект што таму се точно препишани и мерки за реставрација, односно повраток на природната состојба на живеалиштата. Нешто што кај нас па и не е баш регулирано добро, и чисто само за пример да кажам, тргнавме да отстрануваме бетонски бариери во реките, кои се нелегални и се сметаат веќе за отпад. Нема процедура која ќе ја истирате, затоа што за нас едноставно нема начин како да ја реставрираме природата, но се да вратиме во првобитна состојба. Сега тука е клучниот момент како да не се доведеме до тоа дередже, нели, да треба да ја ревитализираме природата откако сме ја уништиле, и затоа потребно е да се воведат нови механизми, можеби не толку како законски, туку како пракси, но законот треба да отвори простор за тоа. Заедно ова го работите со уште 14 граѓански еколошки организации, испративте и јавно барање до институциите за промена на законот кој е веќе застарен, 21 година, никакви промени. Чинам дека 2018-та имаше некаков обид, но тоа не се успеа. Што ве обедини во ова иницијатива и зошто токму сега? Доаѓаме ли до она дереджа која велите дека може да направиме уништување на дел од природата неповратно, да биде и потешко да се ревитализира? Да, се евидентира ваква состојба на секаде во државата, и од тие причини овие 14 организации навистина настапија со поддршка за ова барање. Не, да кажам, ново тоа што граѓанскиот сектор меѓу себе се поддржува, особено на вакви теми. Во доменот на животна средина имаме многу силна коалиција, да кажам, на организации кои меѓусебно нели се поддржуваат во активностите. Но конкретно зошто сега? Па веќе во последните година-две имаме убедување од страна на институциите дека овој закон ќе осамне на ЕНЕР, односно ќе стане предмет на јавна дискусија или ќе се започнат експертски. Тоа не се случува. Минатата година во октомври организиравме меѓународна конференција за природата. И тука мислам дека многу недвосмислено сите чинители, секој што нешто работи во домен на заштита на природа беше присутен на таа конференција.
од заштитените подрачја, практичарите, заштитарите, значи граѓански сектор, институции, меѓународни чинители, и сите испратија една порака дека навистина нов закон мора да се донесе за да може се да профункционира како што треба. Имаме многу недостатоци во доменот на стручноста на кадрите, треба да се отвори простор да се вработат стручни кадри на клучни позиции. Треба да го има она тело за мониторинг и за анализи на природата, значи базата на природни живеалишта и видови треба редовно да се ажурира. Имаме недостаток во систематското финансирање на заштитените подрачја. Министерот неодамна објави дека ќе има повторно финансирање за националните паркови. Националните паркови не се сите заштитени подрачја. Имаме многу општини кои буквално не можат да си ја вршат работата да ги штитат подрачјата, а им се дадени во надлежност затоа што нема средства. И така полека се уништува. Зошто сега добивме одговор на писмото, вчера стигна, дека законот е во изработка. Сега следниот кога е законот во изработка, се слушаат ли предлозите на еколошките организации, на оно што како искуство го имавте и на конференција споменавте во октомври месец направи? Се надевам дека ќе се слушнат, бидејќи токму пред една година ние испративме наша верзија од тој закон до Министерството. Така што има година дена, нели, да го разгледуваат, да го мислат, и не се почнува од нула. Значи не е дека ние го менуваме 2004 законот. Значи во 2018 имаше повторно еден обид да се направи нова верзија. Сега имаме потреба уште нови директиви од Европската унија да ги интегрираме во нашиот закон. Не е толку за Европската унија, туку за нас, затоа што нас не се потребни такви правила. И од тие причини тајмингот мислам дека беше соодветен. Во декември ги промовиравме заклучоците од меѓународната конференција и сметам дека сме должни за учесниците на оваа конференција да го направиме следниот чекор, а тоа е да побараме веќе вклучување во експертските групи за креирање на новиот закон. Каде најмногу се чувствува притисокот врз природата денеска? Во реките, шумите или пак во заштитените подрачја? Сите три би рекла. И има примери во сите. Еве, мислам дека минатата година беше можеби рекордна на граѓански иницијативи против инфраструктурен развој, против сеча на шума, која многу брзо видовме дека резултира со поплави, против нелегални активности, изградба дивоградби и така натаму. Значи, веднаш ги гледаме резултатите од она што се случува. Протестите на Дошница, Дошница ќе биде заштитено подрачје. Јас не знам, нели тоа и во планот, и од 62-та Демир Капија била заштитена и сега повторно ќе биде многу скоро. Така што и на маргините, нели, на заштитените подрачја, но секако тие влијанија надвор секако влијаат и во, особено ако е река која треба да помине. И дури и во националните паркови гледаме дека во Маврово имаме експанзија на градежни активности. Значи тоа е исто и со националниот парк на Шарпланина, чинам дека со Шарпланина мислам дека има поголема контрола. Таму имам представа дека управата навистина сериозно го превзема одговорноста да се грижи за паркот и да дискутира цело време со локалното население за што може и како може да се направат работите. Не по принципот на Маврово, каде што националниот парк нема никакво влијание врз тоа што се случува во општината и какви градежни дозволи се издаваат, што не би требало да е така по закон, ама се случува. Дали е реално и оправдано целосно да се забранат хидроелектрани, рударство или пак тешка инфраструктура во националните паркови? Јас не би рекла, не само во националните паркови. Значи, многу зависи од подрачјето. Многу зависи што е тоа што го штитиме, заради што го штитиме. Но во строгата заштита, во зоната на активно управување, не може да има такви активности како што нема и во другите држави. Ме фрапираше еден податок на конференцијата, дојдоа представници од Бугарија и ми рекоа: не знаеме ние како правите вие тоа национални паркови, кога таму живеат луѓе и имате активности. Во нашите национални паркови нема ништо. И почнавме да дискутираме зашто нема ништо.
едноставно националните паркови како категорија се наменети за научно истражување и следење на биологијата на самиот екосистем. Тоа е за добивање на информации и за научно истражување и за покажување како всушност треба природата да изгледа во природа. Нечепната природа. Ама не е целата држава нечепната природа. Значи има подрачја кои се многу важни заради водата за пиење, заради воздухот, заради изворот на храна. Во тие места, доколку има човечка интервенција, треба да сме спремни дека ќе има и последици. Доколку нема, тоа пак ќе кажам, не е целата територија на државата, во нашата земја и покрај тоа што бројот на заштитени подрачја расте, не се намалува можноста да се гради или да се спроведуваат секакви активности. Инаку меѓународното право е многу недвосмислено, вели во заштитени подрачја, па дури од типот на национални паркови, категорија 2 во IUCN, не би требало да има, еве, пример, рударски ископи, хидроцентрали, значи не би требало да има. Затоа се доведува во знак прашање дали ние се треба да прогласуваме како национален парк или може да имаме и други категории на заштита, нели? Затоа што сакаме да го имаме тој баланс. Но сепак ќе кажам, јас и како биолог стојам цврсто дека во одредени подрачја навистина не треба ништо да е дозволено, затоа што таму ни се изворот на вода за која ќе имаме многу голем проблем во следните 10-15 години. Че ако тоа не го заштитиме сега, има доволно простор за се друго. Само да посочам дека правевме ние пред 2 години на анализа, се уште е актуелна, за каде се може да се поставуваат фотоволтаици и ветерни централи. Значи не на нивите, едноставно не на нивите, не во заштитени подрачја. Да, значи има простор, има доволно деградирани земјишта во државата кај што може да се постават толку многу фотоволтаици што ние не можеме таа струја да потрошиме. Така што има начин како да се балансира економскиот раст и развој и заштита на природата, едноставно тие не треба секогаш да се преклопуваат. Меѓу сите овие имаме или немаме, барате формирање Завод за заштита на природата, што би значило тоа за граѓаните и за институциите во пракса, и мене искрено ме зачудува на толку многу институции за се и се што во оваа држава дека ние практично немаме Завод за заштита на природата. Што би придонел тој ако го имаме како таков? Па добро, заводот е неопходен прво заради систематскиот мониторинг. Ние треба да направиме една база на податоци каде се има и нема во државата. Значи од видови кои ни се важни за заштита, тие податоци се многу важни за донесување одлуки за друго. Автопатот треба ваму или ваму, фотоволтаичната централа треба ваму или ваму. Значи мора да даде практична информација за инвеститорите каде може, каде не може, каде со мерки или без мерки може да се имплементира. Отсуството на ваква институција затоа не доведе придонесува до тоа дека секаде може ако немаме податоци. Значи ако нема некој што континуирано собира податоци и ги координира сите заштитени подрачја да ги дава тие податоци. Сега Маврово се збира податоци за нив, Пелистер за нив. Дали тоа доаѓа во една база? Таа база не е јавно достапна сега за сега. Така што ако имаме посветени експерти да го вршат тоа, тогаш нема потреба парковите да најмуваат надворешни лица да доаѓаат и да спроведуваат мониторинг за нивната територија, бидејќи самите ги немаат тие кадри исто така. Тоа е исто многу важно. А нашето министерство има за животна средина има 200 вработени, така што не гледам јас. А зашто тогаш натирате дека имаме потреба од еколози, од биолози, или во Министерството за животна средина не се има биолози? Па не се еколози, биолози сите, нели? Но потребни ни се во заштитените подрачја на терен, зашто нас не ни треба тие биолози и еколози да креираат закони, нас не треба тие да бидат на терен и да спроведуваат мониторинг и мерки за заштита. Зашто не е само ренџерите имаат една таква функција. Нема ренџери секаде, не се сите обучени, не се сертифицирани, ама да имате во самото подрачје биолози, еколози и советници за туризам, да речеме, многу по сеопфатно ќе може да се менаџира тоа заштитено подрачје, бидејќи не е само да го оставите така, треба да го промовирате, треба да ги нели, треба да го има оној економски придобит за локалното население и за државата, без да се причини штетата. Тоа е така наречениот еколошки туризам, кој ние го промовираме секаде и гледаме дека навистина е нешто што многу се развива и е многу потребно. А Македонија може со тоа многу да се пофали, затоа што за тоа сме... Добро, имаме многу ендемични видови, растителни и животински, и тоа може на туристите да им се покаже, но нотирате дека биолошката разновидност все уште не е приоритет на државните политики. Дали веќе губиме неповратен дел од природното наследство?
Би рекла да, затоа што за жал во клучни подрачја кои би требало да бидат наменети за нечија за заштита на некој вид или живеалиште се случува инфраструктурен развој и за жал еве дури минатава година се направија напори повторно да се заживе идејата за стратегија за балканскиот рис. Дојдовме до една регионална стратегија, ма сега чекаме во најскоро можно време национална стратегија за заштита на балканскиот рис, затоа што тоа како вид не само што е наш символ и одговорност е да го заштитиме, затоа што има многу мала популација, но тука би го ставила и волкот како предатор кој е многу важен за екосистемот, а кај нас се третира како штетник и од тие причини до неодамна дури имаше и награда за да се Кој ќе отстрела? Да се отстрела волк, сега таа е укината, тоа е многу добро, но ние немаме податоци колку волци имаме во државата. Едноставно нема. Ако се ослонуваме на концесионерите на ловиштата, тоа не е цврст податок и автоматски немаме систематски мониторинг, исто и за мечката, немаме мерки за заштита, значи тоа се некои и ова се само 3 вида што ги спомнав. Да, имаме многу. Има многу, во секое подрачје си има клучни видови кои треба да се мониторираат и мерки да се превземат. Еден од нив би не можел оној животински круг да функционира. Не би смееле да дозволиме да немаме, не знам, ни волци на територијата на Па да, другите држави се имаат таков проблем, да. Ако владата направи само еден конкретен чекор во наредниот период, кој треба да биде тоа за да покаже дека е сериозна во намерите за да се направат некакви промени кон заштита на природата во Македонија? Па добро, јас би очекувала, освен финансиските средства одвоени за парковите, да се додалат финансиски средства и за другите заштитени подрачја, односно општините кои менаџираат со подрачјата, за да си ги изготват менаџмент плановите, за да можат соодветно да управуваат со тие. Многу општини немаат финансиски средства да направат менаџмент планот. Тоа е основата за да менаџирате со подрачјето и очекувам да се собере, да го реобнови научниот совет, Советот за заштита на природа при Министерството, значи тоа е тело кое не е обновено веќе 2-3 години, ако не се лажам, е клучно тело кое има советодавна улога во доменот на заштита на природа и да направи експертски работни групи за дефинирање на насоките во следниот закон. Тоа се, да кажам, некакви први чекори што јас би ги гледала во следните 2 до 3 месеци дека се возможни да се случат. Господи Левчевска, ви благодарам за разговорот, барањето на вас како Екосвести и 14 други еколошки организации за нов закон за природа отвара важна тема која ќе продолжиме внимателно да ја следиме, бидејќи нели станува збор за прашање кое директно се однесува на квалитетот на животот и иднината на нашата земја. Така е, драго ми беше што бев гостин, па се гледаме во друга прилика. Ви благодарам уште еднаш.